Почитувани гледачи, почитувани слушатели, ми представува посебно задоволство што денеска на мојата прва епизода на мојот подкаст гостин со него започнувам, уствари мојот пријател и долгогодишен пријател и соработник и стручен и не знам што повеќе удржава и не познава дека сме пријатели, али ја мислам дека посоодветен човек не можеше да биде со тој што ќе започнам, мојот подкаст. Пред се човек кој што од оваа дистанца ќе видите како изгледа кога двајца доктори разговараат како на стручен колегиум. Значи мој гостин е денеска професор Виктор Камнар, еден од најдобрите ортопедски хирурзи во Македонија. Ќе збориме за теми кои што се многу актуелни, кои што знам претежно мене кои ми се јавуваат, праша го Камнар, така да сега ќе имаме можност за тие теми да продискутираме. Многу години, колку 20 години работеше во клинички центар, сега неколку години веќе заедно работиме во Аџибаден Систина. Така да, Камнар, добро дојде во мојот подкаст. Добро најдовчарих, фала на поканата и морам да ти признам дека ентузијазмот ти е на највисоко ниво. Идеите кои што ги имаш многу брзо ги реализираш. На почетокот ние разговаравме дали да потребуваме стручни зборови кои што би биле неразбирливи ствари за гледачите, ние потребуваме повеќе медицински зборови, ќе пробам да го објаснам на ниво да можат полесно да не разберат гледачите. Се овде зградава да прашаме во објектов колку луѓе имаат проблеми со ребетен столб, со кичма и болка и така натака, веројатно половина од нив можам да кажам дека имаат. Интересна е работата и дилемата е кој имаш болки во грбот, пола од луѓето сами се лечат, поли само примаат терапија, пола од луѓето преку телефон добиваат терапија и еден дел идат на лекар. Кога веројатно не. Јас сум паталец, знам што значи болка позади, како жешка пегла некоја ти стел. И интересна работа е, например, тоа прво ми е, како прашање мене ме интересира. Значи ја да речем сега за едно месец и нешто ослабев некои 10 килограми, бидејќи сакав да ослабам. И сега мислам дека имам поголеми болки во ребетниот стол него претходно кога бев со повеќе килограми. Значи која е логиката на тоа? Мислам зошто ја би имал сега повеќе болки послаб сум. Добро, ќе почнам со тебе индивидуално, пошто те познам долго време, кај тебе тоа очекувано. Нагазен си во 6-та деценија, со години така е, со години стоиш во операциони сали. Нормално е, самата биомеханика на ребетниот столб си го прави своето, хондродегенеративните промени кои што се следат и варијацијата која што имаш во тежината. Меѓутоа веќе кога ќе тргнеме од тоа дека најголемиот дел, како кажа, во зградава овде може да најдеш ако не секој втор, да не кажам секој трет ќе се пожали без разлика на возраста, ќе се пожали од некаква болка во ребетниот столб. Прво ребетникот, самиот ребетник почнува од вратната регија, завршува до најдисталниот дел на сакралната регија, тоа е најдолниот дел, седалниот дел практично. Така да ќе се спомне болка во ребетот, не е само болка во половината, дека најголем дел на болките се во половината и тука се негде процентуално и болките во вратот. Сега системот на живот, начинот на живење, потребата од некакви спортски активности, употребување на спортски активности кои што ги надминуваат биолошките капацитети во моментот кој што телото може да го издржи, предизвикуваат некаква форма на болка. Таа болка може да биде од различен карактер, може да биде од карактер мускулен, значи миогена болка, може да биде болка која што е поврзана со тие така наречени раскавични творби кои што се наоѓаат помеѓу коскините делови, односно пршлените, и може да биде од самиот ребетен столб и малите зглобови на самите пршлени кои што се поврзуваат меѓу себе. Значи сепак треба да биде диференциран. Се околу лекувањето, како иде тоа? Не, да речеме, ево на пример да кажеме од типот осеќа силна болка во грбот, смета дека толку силно го боли, не може од кревет да стане, сме имале такви ситуации. На пример, што треба они прво да направат? Значи, што треба луѓето прво да направат кога ќе се случи да едноставно се фаќа во половината, кој што викаме ние, болката е силна. Значи, дали треба да пие лекови на слепо, бидејќи имаат одреден број на лекови кои што се стандардни што се пијат за болки што знаеме. Дали треба да сликаат рентген одма или не треба? Дали прво треба да идат на ортопедски хирург да види и да каже што треба да се прави, или да почнат со физикална терапија? Значи, бидејќи пак сакам онака прашањата бидат прагматични. Ти си јавува, пријател ти вика, случај се фатив, половината ме боли кичмата доле, што ти прво го советуваш него? Дали се слика, дали физикално, дали да пие? Протокол. Значи, протоколите се направени
за да не заштитат нас, зборуваме како пациенти, не како доктори, а потоа да ги заштитат и докторите. Што значи протокол? Тоа значи дека на своја рака да не се презима ништо, без разлика. Тоа е многу честа патологија, повеќето луѓе имаат, иако сите тоа исто го правиме. Дај да земам некој аналгетик, може ќе ми биде подобро и така натаму. Прво да посетиш доктор. Сега може да биде тоа општ доктор, што многу често и многу правилно може да биде дел од луѓето кои што од потесната специјалност се занимаваат имаат некаков допир, да кажеме, со овие мускулоскелетни болки. Тоа се генерално ортопедските хирурзи, травматолозите, неврохирурзите влегуваат во таа категорија, невролозите, физијатрите, кај децата тоа се педијатрите и така натаму. Прво е клиничкиот преглед. Значи да се земе една фина анамнеза, да се види од каде, кога, како све е започнато и потоа се иде со понатамошни дијагностички постапки. Сега кои се тие дијагностички постапки? Тоа е физикалниот преглед, после него следат одредени дијагностички постапки. Во однос на тоа ти предвидуваш дали треба да се направи рентген, дали сите ги сликаш или не? Не се сликаат сите, меѓутоа во најголем дел од она што ќе го видиш од клиничката слика е потребно да направиш. Дали е тоа рентген, дали е тоа компјутеризирана томографија или во одредени ситуации, во последно време и магнетната резонанца. Магнетната резонанца ќе добиеш најдобри реално информации за тоа што е тоа што го има човекот кој што има мак. Меѓутоа, од друга страна, магнетната резонанца е прво поскапа како метода, друга е потешко да се направи, нормално се чека малце повеќе време, ако има ред на хитно. Треба да е повторувачка болката, па ординираш, например, од типот дали треба магнет или од прво имам болки во половината и одма правиш магнет. Значи, ако тие се репетирачки болки, се повторуваат. Во зависност од интензитетот на болка. Значи, таа болка, ако е, да речеме, почне, има некој тек поакутен, па почне спонтано да се смирува, тогаш не идеш одма директно на магнетна резонанца, да. Факт. Меѓутоа, доколку таа е повторувачка болка, е долга болка, ако пројави невролошка симптоматологија, поготово брза невролошка симптоматологија, како што е, например, попуштање на, сега зборуваме за делот на рбетникот, пример во делот на рбетникот во лумбосакралниот, тоа е во овој слабинскиот и слабинскиот дел на рбетот, ако попуштат мускулите и на нозете, значи почнуваат стопалата да паѓаат, евентуално нарушување во делот на дефекацијата, уринирањето и така натаму, тука нема дилема, значи може да се направи хитно магнет и се знае понатамошниот третман, кој е агресивен хируршки третман и така натаму. И тука овие други кои што се само болки, пристанување, пристегнување. Тоа што стално например кој ме дали доаѓа од спазам од грч на мускулите покрај или од самата кичма. Значи тоа е може да биде, многу често е како резултат на мускулен спазам, поготово денешно време, по најголем дел на луѓето кои што работат, да речеме канцелариска работа, со седење пред компјутер, со станоци секојдневни и така натаму, имаат многу мала можност за физичка активност, тоа е една од работите. Варирање во телесната тежина, на што го спомна, што е твој личен пример на некој начин. Мене ми беше чудно, си викам, која е логиката, и тоа, мислам, ние веќе го дискутиравме тоа, али која е логиката да си викаш ти сега спушташ килажа, добро. И тоа, да речеме, рапидно спушташ релативно голема килажа и се логично е си викаш, помалку да ме боли рбетниот столб, а не ме боли повеќе. Валја кога носам повеќе килограми, така има шо. И затоа ми беше чудно, мислам, без разлика на годините, све ми е тоа јасно, дека сите тие работи, например, ја проблеми со рбетниот столб ги имам од 30 години, значи не сега од 50. Значи, ама едноставно големата слика, значи бидејќи рбетниот столб, пак кажам, некако имам чувство дека е најчеста работа, кај што најмногу луѓе се имаат проблеми, да кажеме, оние како тековни ради, што викаш, ради позиција, спорт, милион такви ситуации. Значи ипак големата слика е примерно никој од нив да не се лечи сам. Значи, прво да не се лечиш сам. Да видиш дали е спазен, дали се пршлени прашање. Еден дел, да речеме, што знам, во 100 пациенти или во 100 луѓе кои што имаат таква мака, да, кај некој спонтано ќе се смири, некој ќе се навикнува на таа болка, значи зборуваме за тој тип на бенигна болка која што имаат најголем дел на луѓе. Меѓутоа негде можеш да прикриеш клиничка слика за нешто што е многу посериозно. Дискални проблеми, протрузија на дискуси, не да боже некои неопроцеси кои што се во рбетниот столб и така натаму, патолошки фрактури кои што може да настанат. Затоа апелирам преглед. Прегледот е работа која што трае, може би 10, 15, 20 минути, ако има потреба и повеќе, во зависност од тоа. Чи големата слика е никој сам да не пие лекови, бидејќи тие лекови не се баш лесни лекови, реално. Во дадена ситуација лек, аналгетик и така натаму заради болка, секако нека земе, не е тоа проблем. До периодот кога ќе треба да се, и тоа е еден нормален временски период, тоа не значи да го оставиш за следен месец да се видиш.
3, 5, 10 дена, 15 во зависност кога ќе добиеш термин за да се прегледаш. За сите оние профили кои што претходно ги спомнав, а понатаму следат сите оние диагностички постапки кои што следат. Мислам дека од прилика расчистивме. Останува дискус хернијата како проблем. Кога одлучуваш ти дека некој со дискус хернија ќе оперираш? Кога е правиот момент за операција? Дали возраст има врска или нема и дали кои се индикациите за операција? Не е поврзано со возраста. Прво, не секоја дискус хернија се оперира, значи тоа е прво правило. Не секоја. Значи има вариетет на конзервативен начин на лекување, каде што успешно се лекуваат и се држат под контрола. Тамо каде што има протрузија, односно екструзии на дискус, кои што предизвикуваат и кои што имаат невролошка симптоматологија, она напредната невролошка симптоматологија, тамо се поставува индикација за оперативен третман. Покрај магнетната резонанца има и ЕМГ, кој што се прави, зборуваме сега за дискус хернија, зборувавме за лумбосакралниот дел, тој може да биде во вратниот дел, може да биде во торакалниот дел и така натаму. Тоа си има строги правила по кои што се оди и не секоја дискус хернија се оперира, баш така. Нели, диагностичките постапки ги спомнавме, магнетна резонанца задолжително, ЕМГ задолжително, клиничката слика треба да одговара на тие две, да биде во исти правец со тие две диагностички постапки и доколку има невролошка симптоматологија, тогаш нема дилема, има индикација за, апсолутна индикација за оперативен третман. Другите дискус хернии не се оперираат. Тие кои што се со некаква болка, која што може дали да се смирува регресивно, така спонтано регресивно, дали со помош на лекови, дали со помош на физикална терапија, со зајакнување на паравертебралната мускулатура, со вежби, со внимание, во смисла да не се дига тежок терет директно кој што оптоварува во вертикален правец на самите дискуси. Значи ја стално кажам, ако го изгубиш quality of life, има работи код кои што не се умира, но ако ти го наруши quality of life до тој степен да ти не можеш да функционираш, тоа е тоа, ја мислам. Не е само за дискуси, за еден куп болести, има и други. Така е, овде сега генерално е долоритетот, односно долоритет значи болката. Но болката ако е пропратена со невролошка симптоматологија, тоаш не зборуваме веќе за нарушување на квалитет на живот, катастрофа во делот на квалитет на живот. Да, тоа беше, не може да спори. Тоа се невролошки падне, стопалото ќе падне, уринирањето ќе се наруши, дефекацијата ќе се наруши. Тоа се. А разликата со нервус и шијадикус кој ќе се фати? Па тоа е уствари тој нерв иде по најдолгиот нерв, нели како да, огромен долг нерв кој што излегува од долниот дел на рбетниот столб и оди по стопалото до екстремитетите до стопалата доле, нели се рачва на повеќе нива. Нели тие се работи кои што ги мешаат луѓето? Дали тие тоа треба да се објасни да ишијалги се, да, генерално најголемиот дел на луѓето кои што имаат поготово тие ишијалгични тегови, значи лумбо ишијалгија, они доаѓаат и велат ме боли колкот. И сега првото правило е каде те боли колкот, ќе ти покажа овде позади. Баш во глутеалниот дел. Прво правило е кога тука не боли колк, тука боли кичма. И нормално е од страна на дел на пациентите кои што нормално немаат медицинско знаење, а доктор мене воопшто не ме боли кичмата позади, мене болат по нозете надоле. Боли колкот, баш на колкот. Тоа се тие ишијалгични тегови кои што може да одат до коленото во зависност од нивото каде се притисоците врз периферните нерви, може да иде до доле до стопалото. Внимателно треба да се објасни, треба да се постават сега во денешно конзервативно се решава. Да, меѓутоа имаме можности, да речеме, не знам, ако имаме компјутер пред нас, интернет, да му објасниме, ова се дерматоми, баш точно покажуваш каде го боли, каде се маките, каде ги има тие трнења кои што ги има по нозете. Се обидувам најнародски да звучам за да би можеле сите тоа да го разберат многу убаво. А колковите болат во ципите, болат напред во ципите. Да. Не болат позади. Значи, да затвориме оваа тема што се однесува до рбетниот столб и сите овие работи. Значи, како што гледам од 70% од ситуациите ги решаваме конзервативно, некои 20-30% се гледам процентуално или повеќе. Не знам како би тука ќе го спомнам еден од нашите професори од наше време, доаѓен во интерната медицина кој држеше предавање. Мислам дека се сеќаш на тоа, кажуваше, знаете како вика повеќе од 90% од болестите се лечат на интерна медицина без операција.
А вие сите што сакате да бидете хирурзи лекувате помеѓу 10, едва и 15% од сите пациенти. Начално и подобро, Значи големата слика е што стеснете просторот на хируршкиот третман апсолутно. Не само за ова. Со последно би завршил со работниот столб. Физикална терапија треба или не треба? Потребно е повторно индикација кога, не во акутизација на симптоми. Затоа ја знам од себе, бидејќи физикална ти викаш никако физикална прво терапија, после физикална. Се смири тоа, па после почнаш со физикална терапија сега. Преглед, исследување, терапија и на крај физикална, не се иде прво со физикална, бидејќи мислам поголем билјак ќе направиш. Да, и обично не се оди по обратен правец, него се оди по правилен правец. Да, почеток. Да, тоа е идејата на емисијава, луѓето да баш тие прашања да ги расчиста, знаеш, да. Артроза сметаат како пандемија на 21 век. Мислам дека толку е расширена веќе да е стварно страшно. И веќе не бира ни возраст, не бира еден куп работи кои што и мислам се повеќе знам дека имаш работа во однос на колковите, на зглобовите и така натака. Така да мислам тоа прашање е второ прашање кое сметам дека треба да го продискутираме. За артрозата конкретно е и за последиците од артрозата што се случува, пример. Тоа е онака на кратко. Добро, ја би започнал прво со дефиниција на артроза, што се хондродегенеративни промени кои што ги зафаќаат зглобовите. Значи народно како би го објасниле тоа би било како оштетување, ронење, ронење на зглобовите. Да. Тука ниеден зглоб не е имун на сето тоа. Претпоставувам мислеше на колкови колена. Повеќе се најчести. Меѓутоа ниеден од зглобовите не е имун на таков тип на промена, на хондродегенеративна промена, поврзани се со повеќе моменти. Еден од моментите представува старењето, на природното старење, кај примарните артрози, да ги земеме колкото и коленото. Например, годините си го прават своето. Со зголемување на животниот век, лонгевитивитетот си го направи своето. Потонатаму динамиката на живеачката исто така си го направи своето. Доколку постојат одредени биомеханички промени, тоа се нарушување дали од детска возраст, дали како резултат на некакви трауми, дали како резултат па и на трауми кои што се случиле пред неколку години, предизвикуваат исто така артрски промени. Тоа се оние асептични некрози во делот на зглобовите и како резултат на некои метаболички промени кои што предизвикуваат исто така оштетување на раскавицата, бидејќи што е уствари тоа оштетување на зглобовите, се оштетува раскавица. Со тоа што тука би напоменал и уште една работа, имена состојба се вика асептична некроза на зглобовите, колкото е многу често афектиран, подложен. Последниве неколку години покрај на генералното мнение дека постои една така наречена епидемија на артрози, која што е несомнено присатна, асептичните некрози се па супер епидемиски сега распространети и една од причините представува и за жал на пандемија со ковид, бидејќи се користеа кортикопрепаратите и предизвикуваат оштетување на таа микропериферна циркулација која што доаѓа директно до раскавицата и да, тие потепа, мислам, она баш беше за жал многу и доколку дојде до на крајна фаза на оштетување на зглобовите, да не ги спомнам тука и реуматските заболувања и така натаму, реуматските кај деца, реуматските кај возрастни и така доведуваат до тотално оштетување на зглобовите и тогаш се лекуваат исклучиво хируршки со методи кои што се ние ги викаме иреверзибилни ампутациони методи, внатрешно ампутациони методи секако. Меѓутоа, доколку се детектира, диагностицира артрозата малку порано, постојат и други типови и други начини на лекување, кои што се, да речеме, од чист конзервативен карактер, полуинвазивни, со пункции, ставање на инекции во зглобовите, со физикална терапија, несомнено физикалната терапија е составен дел на лекувањето, дали и кај оперирани, дали и кај неоперирани пациенти, секако. И тоа е еден подолг процес. Ајде да поставиме онака едно чисто прашање. Значи, во однос на колкот. Има болки во колк, доаѓа кај тебе, го снимаш, заклучуваш дека има артроза и треба да се менува колк. Кај кои пациенти одлучуваш дали треба одма, дали треба по некој време, дали возраст има влијание или нема. Значи, најбазично, практично. Имам болка во колкот, доаѓам кај тебе, го гледаш и да речеме на 50 години имам артроза. Дали ти ќе се одлучиш да ставиш вештачки колк? Кога се одлучуваме да го смениме, да ставиме вештачки колк? И за тоа има протоколи и малку искуствено треба да се пристапува кон тоа. Прво и најосновно, она што би го спомнал одма, значи се прави рентген слика, се гледа дека има, да речеме, напредната артроза,
не се оперира рентген слика. Тоа е прво правило. И тоа го кажуваме на пациентите многу често, секогаш. Сум го кажувал и додека работам во клиника, сега работам во Баџи Сестина, исто, ништо не сменет. Правиме рентген слика или магнетна резонанца или компјутеризирана томографија. Не оперираме слика, оперираме пациент. Значи, имаме евидентна артроза. Во ред, дали таа артроза, која што ја гледаме на слика, кореспондира со клиничката слика кај пациентот. Верувај ми, сум видел низ кариерава моја многу пациенти кои што имаат такви сериозно изразени артрозни промени. А да има некоја интермитентна болка од време на време, има нормално движење, дури има и уредни движења во зглобовите кога ќе го прегледаш. И тука нема што се, не оперираме сликата. Одложуваме процесот за операција и така натаму. Меѓутоа факт е дека со времето, без разлика, тоа не може никој да каже, порано или подоцна. Кој има, да речеме таква, да се секира дека може да ја скрши, пример. Полесно да ја скрши или не? Не може да. Апсолутно не, тоа не е поврзано. Не е поврзано. Океј, тоа знаа, значи ако имаш артроза, значи не значи тоа дека имаш кршење на колкото ти. Тоа се рони раскавицата, може да настане оштетување драматично на зглобот, кој ќе почне сериозно да боли, значи кога имаме сериозна болка, тогаш се одлучуваме и кога инабилитетот за движење, мислам, апсолутно не може да се движи, слабо функционира, го боли и навечер, не може да спие, тогаш нема што да се размислува. Квалитетот на живот е апсолутно тука сериозно компрометиран и поради тоа се започнува со планирање за оперативен третман за решавање на тој проблем доживотно. Сега, постои една друга работа, ме спомна возраста. Прво, артрозите со сите овие работи што претходно ги кажав, не бираат возраст, значи некојаш може да биде порано, некојаш да биде подоцна. Тука има една дилема која што се уште простројува во јавноста, тоа е, знаеш вештачки колку млад си, почекај уште малку, доколку е сериозно компрометиран квалитетот на животот, нема што да се чека. Треба операција? Колку трае операцијата? Трае таа негде околу час и половина, сега зависи кај верзиран хирург кој што веројатно секојдневно, ако е стандардна, значи примерно артроза е можеби половина од тоа сега. После операција колку време лежат најчесто во болница? Протоколот на лежење сега кај нас во нашава болница, кај што ние работиме 3 дена. После тоа физикално почнуваат одма или? Значи се почнува со рана рехабилитација. Сега беше почнав истиот ден кога ги оперирам са бајле рано или потекот на следниот ден. А колку трае операциите кога првите Серафимовски кога ги ставаше првите колку трае тоа? Случајно пишав некој труд 68 година декември кога ставени првиот колку, тој трае некако околу 7,5 часа. Сега на 1 сат и пол. Ма како сат и пол, 45 минути. Кои се најчести операции кои ги правиш на колено? Значи, од типот, дали вештачко колено исто има возраст, нема разлика и така натака. Дали рехабилитацијата е идентично и времето како што е колкот или е подолго трајна? И кој е квалитетот на живот? Тоа е исто битно. Плюс минус, индивидуални се генерално разликите, меѓутоа да речеме се за артрозиве, за вештачкиве колена, нели, како што беше за вештачкиот кол, принцип е слично. 3 преку сила 4 дена е лежење во болница, до 3 дена ги држам, рехабилитација рана се започнува со одма станување. Периодот на рехабилитација, да кажам дека и кај колкото и кај коленото е идентичен, плюс минус исти, меѓутоа сепак малку и индивидуално присатен, бидејќи сега не е исто да оперирате пациент кој што е во 8 деценија од животот и некој кој што е, да речеме, во 5 деценија. Да речеме, кои се најчести компликации кои, да речеме, вака ја ги плаши луѓе, ќе треба кога да се оперирам, бе јас чув комшија на вака онака. Кои се најчести, да речеме, макар да се 1% и 2% од компликации, кои се најчести компликации? Нема хирургија без компликации, мислам тоа е. Да беше хирургијата без компликации, ќе беше едно веројатно најбогата струка. Да, човек да избере. Сега кои се компликациите? Бројни се, значи не е една компликација, имаш компликации кои што се поврзани со, да речеме, текот на анестезијата, имаш компликации кои што се поврзани со текот на хирургијата, имаш компликации кои што се поврзани со текот на рехабилитација. Оние од кои што многу се плашиме, покрај оние, не дај Боже, сериозни компликации кои што може да настанат како резултат на васкуларни промени и така натаму,
што не би ги спомнал, многу се ретки. Денеска користиме сериозна тромбопрофилакса и предоперативно и непосредно после операција, брзо станување и така натаму, тие се надминуваат и се со многу мал процент. Следните се инфекциите. Значи, поготово кај вештачките зглобови, нешто што многу не плаши нас, представуваат инфекциите, бидејќи тие така наречени перипростетични инфекции, постојат бројни протоколи, PGA протокол се викаат, тоа е Periprosthetic Joint Infection Protocol, кој што е, јас ги следам многу често, своевремено и по повеќе пати во текот на годината патував на различни места во светот, ги преземавме дел од тие протоколи, ги користиме, успешно ги користиме. Тоа се, за жал, сериозни компликации кои што прво го загорчуваат животот на пациентот, а после го загорчуваат и на ординарисот, односно на хирургот, бидејќи треба да се извадат зглобовите, па да се очистат остатоците од зглобовите до коскините структури, да се донесат. Добре, да не ги сплашиме, по принцип тој ипак е мал процент. Мале, тоа е не повеќе од 2%, 1,5-2%, некаде се под тој процент во институции кои што имаат можност за ваков тип на медицина и за ваков тип на хирургија, сепак е тоа многу битен момент. Сега има доста спортови на младиве деца кои што ги форсираат со огромни тренинзи и така натака. Од мали ноги почнуваат со кошарки, ама тоа се баш онака не као на времето што беа тренинзи, се баш као на возрастни им ги тераат. Има триатлони на деца по 10 години, по 12 години. Колку сметаш тоа дека придонесува кај децата во раст може да представува проблем или не? Значи, ако се префорсираат во вежбање, треба, не треба, а спортовите се такви захтевни веќе да ти не можеш да не вложиш екстра напор, бидејќи се баш као гладиатори стануваат деца, мислам, и чисто од твое искуство, да речеме, повреди што си гледал, не зборам за травматските повреди, скршеници и така натаму, чисто овие форсирани мускулни оптеретувања кои што кај детето во раст може да предизвикуваат дотелни проблеми со коските, така да. Кој е твојот став односно тоа? Нели спортовите ги подигнаа лимитите сега и факт е дека дел од спортовите, контактни и неконтактни спортови, без разлика, предизвикуваат за жал оштетувања кои што го зафаќаат целиот мускулоскелетен систем. Што значи гладиаторски спорт? Се подигнаа лимитите, нели, кој што кажав, потребите, тренинзи повеќе пати на ден, дете во раст, дете во развој, не се сите исти. Значи имате некои кои што може да одговорат, да респондираат на таков тип на оптоварувања многу повеќе, некој може многу помалце, а да речеме тој тип на тренинзи се за сите исти. Повеќе пати во денот и настануваат не само повреди, него пред се хронични состојби кои што го афектираат мускулоскелетниот систем, а некогаш прават и таков тип на повреди кои што оставаат и траен хроничен карактер. Сега, кој е мојот став околу тоа? Прво, сите вежби, без разлика, значи сите тренинзи, треба да бидат концепирани до граница на биолошка толеранција на индивидуално ниво, колку може да издржи. И тоа, кај помлади, кај деца во раст и развој, апсолутно не треба да се надмине границата на биолошката толеранција. Како ќе ја знаете? Првата реакција која што ќе добиете се хронични болки, од мускулен карактер, од зглобен карактер, значи болки кои што се сериозни болки не се смируваат. И затоа сум видел сериозни спортови каде што се креваат големи тежини, каде што има сериозни доскоци, каде што има сериозни контакти и така натаму, се случуваат често повреди, и затоа зборам и велам до граници на биолошка толеранција. Кои типови на повреди се јавуваат? Најчесто се од карактер поврзан околу мускулотетивните делови на зглобовите. Не гледам, имаше една колешка, имаше деца тренираат фудбал. На 13-14 години лигаменти кинат на колена, тоа е... Тука потребно да се употреби... Но тоа се ипак мали деца, не знам до кој степен може да се... Не можете тера спортов да идеш до одредени лимити кои што стварно ја стварно не знам, поготово триатлон, да трча 10-5 километра, плива, не знам колку, после вози точак и тоа цело време го вежбаш. И си викам, мислам, тоа е вака супер кој ќе го видиш од тој аспект делува одлично, ама од друга страна си викаш дали е тоа здраво? Дали е боле да трчаш или да возиш точак? Да, возењето на велосипед е многу подобро за повеќето зглобови него што е трчањето, бидејќи кога имаш форсирано трчање, че имаш директни удари во вертикален правец на самата на раскавицата, на зглобната раскавица, и таа порано или подоцна
ќе предизвика известни пукнатини на тоа место, оштетување и така натаму. Трчањето е техника. Во трчаш 21 км, вали имаш некаква техника. Секако мора да знаеш техниката и повторно е индивидуално и повторно е поврзано со границите на биолошката толеранција. Ако се надвине таа, апсолутно настануваат повредите. Така да мојот став е дека треба да биде до граници на биолошка толеранција, тоа е број 1. И возраста вали да не се... И добра припрема за сето тоа. Значи, знаеш како, ние не можеме сега да кажеме сега ја и ти одеднаш сакаме 21 км да истрчаме. Тоа не е така. Значи, сега утре 3 дена ќе трчаме и после четвртиот ќе одиме 21 км ќе трчаме маратон. Прво тоа не е здраво, тоа не е возможно. Потребно да имаме добри припреми, припремиме мускулоскелетниот систем за таа работа, припремиме кардиоваскуларниот систем за таа работа. Треба да пијат нешто, има ли некакви лекови кои што се примаат, колагени или такви ствари? Лекови не се взимаат суплементи, суплементарна терапија, апсолутно сите ја користат, нели, добра хидратација, суплементарна терапија и така натаму. И добар одмор. А кај би го ставиле планинарење, пример по принцип, кај мислиш меѓу тучек и трчање, кај би го ставил? Прво место? Сега па индивидуално. Однос на зглобовите, на патење на плюс минус многу слично како и трчањето. Океј. Ипак би се вратил сега само на кратко за фрактури веќе децава, бидејќи по принцип ја имам работен на травматски оддел, ти каде повеќе од мене. Ја морав по силом прилike дека дежурав. Треба да се свати дека фрактурите кај деца кои се работат и во однос на фрактурите кај возрастни и ставањето на остеосинтетскиот материјал, значи на ставање на шипки, ендери или плочки или како и да е, кај децата треба да се извадат порано него кај возрастните. Која е причината? Зошто ако се скрши под лактица или надколеница кај дете и кој се става, по принцип треба да ги извадиш, а кај возрастен може да останат. Тоа не е порано, него баш во времето кога треба да се вадат. Значи кога ќе се добие доказ дека е зарасната фрактурата, се зашто се вадат. Пред се затоа што младата коска откако ќе зарасне, во меѓувреме таа и си продолжува со својот лонгитудинален раст. Значи си растат коските. Од друга страна, периостот е посилен, може да го прекрие остеосинтетскиот материјал во зависност каков е, дали интрамедуларен, дали ако интрамедуларен со растењето ќе остане внатре дел. После тешко се вади или воопшто не може да го извадиш, или ако постои некоја плочка која што се поставува, може со периостот да се прикрие, колку сум имал такви случаи кај елективни пациенти, значи тоа не се трауми каде што се прават корективни операции, плочките се покриени со период, со коска, можеш да ја најдеш на рентген, ја гледаш, кај отвориш чисто све во коска. А кај возрастен ги оставаме? Во принцип се вадат добар дел од нив, самите пациенти не инсистираат за нивно вадење. Така да, јасно. Освен ако не прават некакви компликации. Јас стално викам, има одреден број на фрактури и повреди, кои што нашиот другар се случи, например, на скијање кој ќе се случи, има повреди, дали може таа повреда да чека, пример ако се повредиш кополник, дали може да чека до Скопје или мора да оперираш одма? Која е итна повреда кај што ти мораш таму да се оперираш? Реално секоја повреда, зборам коскена повреда, која што е поврзана со поголема мекоткивна екстензија, оштетување, да може на крвен сат или било што, тоа што се оперира апсолутно одма. Има еден степен на итност многу висок, тоа се отворени фрактури, мора да се збринат. Не дај Боже фрактури во делот на рбетникот кои што имаат сериозна невролошка симптоматологија, не може треба брзо да се. И ама треба да се оперираат се све ова што зборувам по центри кои што се сепак опремени и со искуство за тој тип на медицина и тој тип на хирургија. Знаеш, ортопедијата и реално ортопедската хирургија и травматологијата е многу сериозна работа. Не може прво во било каков центар да се работи, а од друга страна мора да има тим сериозен, зборувам не само хируршки, и анестезиолошки, постоперативно, интензивна нега и така натаму, кој што тоа би можело да го збринат пациентот или може да се збрине пациентот ад максимум. Околу децата што спомна, еден од поголемите проблеми е сега последнава недела ги имавме така малце поголем број, тоа се физните повреди, односно повреди во делот на зоните на раст. Тука нема дилема, тие треба да се оперираат брзо, тие предизвикуваат за жал компликации, зборувам во постоперативниот период и не брзиот постоперативен период, него малку поодложениот, тоа е оштетување на таа зона на раст и на тој начин се оштетува и растот на коските. Значи, со оштетување на зоната на растот, коската може да расте поспоро и да настане
намалување, односно скратување на екстремитетите, а може да расте и побрзо, па да предизвика зголемување на тоа. Ги памтам кога овие суперкондиларни што се скршеници што беа, значи смивале ситуација сеќам уште на детска хирургија кога бев, онака идеално оперирано од детево. Доаѓа по неколку месеци, дали не правеле физикална, не може да ја мрдне ракава. Дете што нема идеална операција, дали од физикалнова, нема како да не е оперирано. Значи, толку ми било тоа дискутабилно кај децава, бидејќи мислам на некој начин ја бев малку еден краток период инволвиран, да претежно скоро 80% од детски фрактури се решаваат конзервативно, значи многу мал број се решаваат оперативно. Но не зборам за отворени скршеници и така натака, туку со повеќе фрагменти, ама претежно ги решаваме. Со специјалистичко прашање, значи се за гледачи беше факт е дека вака општо да го кажам, таму каде што со конзервативен метод можеме да поминеме. Кај детски скршеници. Апсолутно се бира конзервативниот метод. Таму каде што немаме избор, идеме на хируршки. Тоа е тоа. Се што е многу блиско до зоните на раст и така натаму, треба да се избере најоптималниот начин на лекување. Бидејќи верувај ми, низ кариера повеќе од 2 и кусур децении, стварно сум се нагледал компликации кои што навистина не би настанале да колку едноставно се одела со конзервативни методи. Се денешната медицина малку е предизвикувачка, во смисла имаме доста можности, имаме доста добри остеосинтетски материјали кои што ги користиме. Да, и минимално инвазивна е. И така. Да, тука мислам го затворивме ова прашање. Наредно прашање што сакам да го поставаме во однос на регенеративната медицина. Значи, PRP, матични клетки, future, not future, вистина, не вистина, добро е, лошо е. Значи има дилеми, иако јас сум секогаш прогресивен во однос на тоа, такво, иако на почетокот нешто што може да биде се уште некаква science fiction, што викам, од друга страна со времето останува после нормална работа. Кој е твојот став во однос на лекувањето на пациенти со овие? Јас 2006 година во Чикаго, во Соединените Американски држави, за прв пат дојдов до некакво сознание дека во светот на ортопедската хирургија и во светот на скелетната траума, колегите во Америка и во добар дел на не само американскиот, европскиот, па е пред се и азијскиот континент го започнуваат процесот на така наречена регенеративна медицина. Тоа е далечната 2006 година, веќе се скоро 20 години поминати. Зошто го спомнувам ова? Затоа што така побуди кај мене интерес тогаш. Бидам добро да видам што е тоа што го прават. Во основа се состои еден концепт на така наречена микроцелуларна медицина, каде што се користат оние клетки кои што се, за гледачите, не диференцирани, значи клетки кои што не се специфични за тоа ткиво, нели? Меѓутоа, кога ќе се постават во средината каде што треба да бидат поставени, тие ја заземаат улогата на вистинската клетка, да речеме, ако е оштетена раскавицата, раскавична клетка, ако е коската, коскена и така натаму. Се користи во повеќе области на медицината. Денеска доста и маркетиншки се упражняваат тој тип на медицина. Има доста серии на интернет може да се видат, тоа е така наречени longevity протоколи, каде што се користат за, да речеме, продолжување не само на квалитетот, него и продолжување реално и на животниот век, на биолошките сегменти, конкретно на зглобовите, на други органи и така натаму. Го спомна ПРП, АЦП, тоа се скратеници од плетлет плазма, например, или... Како се аплицираат тие? Да речеме, и кои се индикации да дадеш, например? Значи, тие се или стем клетки, овие што се матични клетки и така натаму, тие се зимат од крв. Периферна крв може да се зимат од коскена срцевина, се преработуваат. Значи од себе е тоа? Апсолутно, тоа се од себе. И истите се аплицираат на местата каде што се оштетувањата присатни. Има еден многу интересен момент сега, например, еден термин ќе го употребам, ексозом, кој што е на ниво на наночестичка, кој што во себе користи буквално карго препарат, тоа е како РНА внатре, со посебни хемиски елементи,
кои што можат да се аплицираат во местата каде што е оштетувањето и да дават сериозен резултат потоа. Сега какви се резултатите? Не сега се уште не само локално, него и на глобално ниво, повеќе имаме улога на собирање на резултати за да би дошле до посериозни откритија понатаму, дали имаме добри, дали имаме резултати прифатливи, дали имаме и лоши резултати. Во медицината нема само добри, има и добри и лоши. Има нешто што е прифатливо и нешто што не е прифатливо. Во секој случај, на тој начин се прават протоколи, каде и во кои услови, на какви индикации вие ќе користите таа медицина. Комплетно оштетен зглоб, кај што единствено решение е вештачки што ќе користиш ПРП и АЦП и така натаму. Мислам, тоа е илузорно, меѓутоа тамо каде што е почетна артроза, каде што е почетна оштетување на зглобови, тамо апсолутно треба да се користи тој тип на медицина. Се го правите вие кај во секоја институција го прават кај себе или тоа се прави на некое место? Можам да зборувам се од условите кои што ги имаме во Аџибадем Систина, апсолутно имаме одлична лабораторија, добри услови, добра лабораторија, го правиме. Да. Го правиме и интероперативно. Колку пати се повторува тоа? Еднаш се става или неколку наврати? Па еве да речеме за ПРП-то што го спомна, помеѓу 3 и 5 пати неделно по еднаш. А тоа го прават во лабораторијата, се зема идентична количина на крв, али колку ќе се извлече од плазмата, тоа е во зависност од квалитетот. Да, а иначе колку, значи тоа е ствари иднината на решавање и стопирањето на процесот. Се оди кон тоа да тоа биде некоја форма на иднина во медицината, секако така напредува. Од 2006 година навака е доста напреднати се и апаратурите кои што се користат за да се извлече таа свежата плазма, која што ние аплицираме. Тоа е ствари плазма која што е богата со фактори на раст, тие се оние кои што се издвојуваат од крвта. Значи црвениот дел се трга на страна, останува само како жолта форма, како плазма и таа истата се аплицира. Последно прашање, можда и најголемата тема и онака тоа се туморите во ортопедијата и во зависност од возраста, детска и возрастни и така натака. Навистина така една можам да кажам, може и најкомплексниот дел од ортопедијата. Кои се најчести тумори? Ајде да почнеме прво од детскиве тумори, па после ќе идеме ке возрастниве. Пример, што би кажал за детскиве тумори, бидејќи се релативно чести и кој е пристапот, кај се најчести, на кое место, како да приметат родителите дека детето има проблем и така натака. Онколошката ортопедија е едно големо поле на ортопедијата генерално и е едно од покомплексните, да кажам, едно од најкомплексните. Не се многу чести за среќа, значи не се чести, меѓутоа за жал се во рапиден пораст. Причините се повеќе поврзани со многу фактори, кои не би ги дискутирал сега. Факт е дека представуваат еден од предизвикувачките полиња на ортопедијата, на ортопедската хирургија. Факт. Ги има и во детска, ги има и во подоцнежна возраст, значи не бира тоа. Кај децата за жал се поготово тие кои што се од поагресивен малиген карактер и така натаму, многу поагресивни и многу потешки за лекување. Има една општа поделба, тоа се така наречени коскени тумори, кај што е зафатено коскеното ткиво, може да бидат мекоткивни тумори, таа коската не е зафатена, зафатени се меките делови, може да бидат некогаш метастатски тумори и некои состојби кои што се јавуваат и кои што може да бидат многу слични на туморите и кои што варираат помеѓу тумори и нетуморозно ткиво. Иако секој еден оток кој што ние го гледаме го именуваме како теу процес, туморозен процес. Да, ја стално сум ми било како страв на дежурство, кога ти дојде и ти каже, ништо падна, дете вако скрши нога, нема таков удар, и знаеш како ќе направиш рентген и гледаш патолошка фрактура, гледаш дека е некаков дека нешто го ја јаде коскава и онда знам кај вас одма ги препраќавме, викам ви таму после и се тука имаше да речеме остеомиелитот исто дава една симптоматологија, гноење на коската дава една слика као да може да е исто туморско ткиво, ама веројатно тоа после се диференцира. Ме интересира да речеме што се прави. Значи откриваме на подколеница тумор.
Кој е пристапот? Дали имаме сендвич терапија, дали е одма оператива? Прво е систематичко аналитичен пристап. Не само, мислам, во ортопедијата, туморите се пред се енигма во сите медицински гранки. Ме интересира конкретно, зборевме за третмано, зборевме за сите овие работи кои што на некој начин влијаат за подобро лекување на тие состојби. Прашањето што ми е следно е да речеме кои се да кажам, со повисок степен на морталитет, на смртност? Кај децата, поради конституцијата, се работи за млади организми со побрз метаболизам, значи метаболичките процеси се побрзи, развојот на клетките е многу побрз, тие се млади клетки и така натаму, туморите се со поинтензивен, поизразен раст, побрз и така натаму, и тие се факт многу потешки за лекување, иако не може да се каже реално онколошката ортопедија е во принцип многу проблематична и тешка за лекување, меѓутоа со прецизна, навремена, адекватна и квалитетна диагностика, ако се започне одма со третманот, се постигнуваат сериозно добри резултати. Но факт е дека се работи за една медицинска гранка или еден дел од ортопедската хирургија, кој што со себе носи многу големи проблеми во лекувањето и за жал и носи големи инвалидитети, меѓутоа и присутни морталитети. Има ли разлика, пример, од третманот порано што беше, да кажем, пред 20 години сега? Дали има подобрување во однос на... Многу голем, неспоредливо голем. Значи не е морталитет така како што беше порано веќе. Не, значи луѓето малку и да може да сватат дека ипак не е тоа, мислам че веќе можеме да се бориме против нив на некој начин. Така. Апсолутно, значи комплетно е сменето тоа и начинот на лекување е сменет и онколошките протоколи се многу променети и се многу поуспешни и во комбинација со добра диагностика, во комбинација со тимови кои што ја разбираат таа хируршка постапка, апсолутно има многу тие состојби кои што се лекуваат многу успешно и се со многу успешни резултати. На крај би завршил со едно прашање. Што би препорачале да имаме бољи quality of life на нашите гледачи во однос на движењата, во однос на коските, зглобовите? Дали треба да спортуваме, не треба да спортуваме, дали треба нешто да пиеме, да не пиеме, дали треба некој посебен спорт, дали годините прават еден спорт, друг спорт, дали треба да слабееме, не треба да слабееме. Значи, онака, повеќе филозофско прашање, не е толку стручно, али пак е на некој начин поврзано со твојата професија. Можеш ли вака на кратко да кажеш, да речеме, ние и ти го правевме муавет скоро, Ивица Костелич даде едно добро објаснување, мислам ако се сеќаш го зборувавме, нешто онако ќе ти речат, јас стално се смејам, он ми ги поби сите оние дилеми кога вика, знаеш. Да, го знам, многу добро, може да го кажеш. Дискутиравме, она вика, мислам, она, младо лик си, добро ти стојат годините, не личиш на годините, тоа све вика, треба да фрлиш у канта, бидејќи ќе ставиш мајца, ќе ставиш некој јакна, ќе пуштиш брада, ќе ставиш наочари, нешто као не личи за годините. Уствари, најбитната работа е како се чувствува твоето тело. Ако ти на 70 години вика можеш да истрчаш 21 км, ти си млад. Ако имаш ти 20 години и не можеш 5 км да истрчаш, ти имаш тело на старец. Така да мислам дека ипак спортот е, по мене мислам еден ти кажа некои работи кои што трчање, ова зглобови, децениите, колку сме стари тие работи, али мислам повторно дека ќе се согласиме дека, не знам, и двајцата, дека ипак спортот и... Да, согласуваме околу тоа, апсолутно, нема дилема, меѓутоа, не реков до граници на биолошка толеранција. Пошто беше филозофско прашање, дозволи ми вака и филозофско да го одговориш, ајде, да, што ми е. Прво, викаш, што ќе препорачаш? Па, помалку се секираме. Да тргнеме стресот на страна сега. Ама како, со трчање? Па и на секиран трчање сега. Ценето, да речеме, 7-8 минути кафе помеѓу операциони сали, работа, воланти и така натаму, малку дружење, што се вика, филозофии некои сосема поинакви од секојдневието, бидејќи секојдневието животот реално не е лесен, мака кога гледаш воопшто не е лесен. Се дали треба да спортуваме? Значи тоа е па индивидуално, има луѓе кои што по принцип ти пешачеш, ти си секој ден по 20.000 чекори имаш, мислам. Ајде, на мене коли не имам поише поминато годишно пешки, него коли што имам извозено. Познато го знаеш и ти многу добро. Значи треба правиш сервис на година дена. Па правам сите сервис на година дена, само на себе не правам сервис на ден. Најголем проблем. Добро, факт е дека треба, значи умерен спорт во граници повторно на
возраста, биолошка. Ева и приметувам дека и младите и веќе возрастните гледам се повеќе се спортува и гледам полна и кеот и водно и она баш ми е драго, мислам и точаци и возење Сигурно. И нормално е за поздрав кардиоваскуларен систем, за поздрави зглобови, реално за одржување на статиката на телото на крајот од криштата и како се чувствуваш, генерално спортувањето многу помага и сега тука не секој сака исти спорт, можеби ти сакаш повеќе, не знам, планинарење, јас сакам повеќе возење велосипед или не знам, друг трчање, пливање и така натаму, треба човек да си ја најде пасата. Ипак е тоа една друга тема, не знам, немаме време, мислам, немаме време, ќе биде долго дали за годините треба таков ефорт, таков напор не за треба. возење, дали треба за трчање, бидејќи па годините си го прават своето, али по принцип навистина ние имаме другари кои што не се многу блиски, кои што возат точаци, мислам она таков ефорт е тоа, мислам таков напор е тоа да не знам, свикам, стално сум се прашал дали така треба, мислам она, знаеш, она е супер, они изгледаат фит, кои ќе ги видиш стварно одлични се. Ако они се чувствуваат добро, Да. не покажуваат никакви проблеми на нивното тело, Да, тоа е она што го збориме, да. Нема дилема. Иако тоа не е гаранција за долговечност, да се разбереме, тука е вака и генетиката повеќе услови. Мислам ова на прв подкаст е вака, мислам дека ги фативме сите теми вака груба од ортопедија. Мислам дека гледачите и слушателите ипак нешто ќе им помогнавме ако имаат некаков тип на проблеми да едноставно пробаме да им ги решиме. Малку, бар некои дилеми што ги имаат во однос на некакво заболување. Се гледаме во некоја друга прилика, ти благодарам уште еднаш. Драги гледачи. Друга прилика на јавна сцена. Не, мислам, друга прилика се видиме утре сабање пак. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се гледаме за 7 дена со нов гостин.